Добро вечер. Се слушаме? Вака, почитувани присутни, драги гости, со однос на тоа дека гледам дека атмосферата е вака во не формално настроение и дека се подпишуваат книги, се слуша музика и уживате во тоа. Јас не би должала многу, само би сакала да се заблагодарам на сите вас кои што вечерва одвоивте време и укажавте и почет и интереси за оваа книга и за овој настан. Се надевам дека ќе ги оправдаме сите ваши очекувања кои сте ги имали, кои сте ги носеле со себе или кога сте тргнале на оваа промоција. Јас вечерва за книгата нема да зборувам многу, меѓутоа имам прекрасни соговорници, луѓе кои што ќе го прават тоа. Значи, вечерашни промотори на книгата се Тања Алексич, Нада Молерович и доктор Филип Петровски. По бон тон и етикеција, прво ќе дадеме предност на дамите, па ќе ја повикам Тања Алексич да ни каже критики, оценки за книгата, незините впечатоци и кои се незините очекувања за иднината и перспективите на оваа книга. Повелете. Учителките сме, мене ми е краток. Добро, мислам дека ме слушате. Ние учителките сме дежурни за оценување, први оценувачи. Имаме еден доктор меѓу нас. Вечерва драмски мириса на тази отпечатена книга. Книгата која оставив таму во ќошот на фотелјата со посвета од Сашо Тасевски, цела излистана со траги од ДНК, обично лижам страници кога вртам, и чкртана ми ја снема, срекниот пронаоѓаш да ми ја врати. Нова книга, што туку родено битие. Расте додека го листаме, додека го вртиме, а не забележуваме дека тоа нас не пораснало со нека нова мисла, нова реч, нов збор, по некоја цост, тука и таму по некоја вулгарност. Па како расте децата, ако не со безобразни зборови кои Саша Тасевски маестрално знае да ги скоцка и да доби уметничка вредност. Седмо книжевно чедо. Така, седмица е Тасевски, бројот на твоето книжевно чедо, да ти се множат чедата, да ги подпишуваш, да ги печатиш, така е, да се продаваат, да се препродаваат, да се преведуваат, шири ги ни за Европа, на црно, на бело, добра е се. Па и на Европа да дознае, британците да дознаат какви Монти Пајтон имаме. Да видат они дека ние имаме летечки циркус, само за разлика од нивниот нашиот е статичен циркус. Ние сме као оној брод како беше со фрлено сидро, бродот плови со сидро. Па да видат италијаните дека има Алан Форд, го има и Дедице номер 1 во неговиот роман кој е буквално стрип. 220 страници кои ќе ве остава до едно автентично читање без око да ви трепне. Секе трепери друго. Мислам дека ги имаш сите сексуални настраности во романот. Да. Копрофилија, урофилија, значи геронтофилија. Да. И тоа стручно со пример си ги објаснил. Сашо Тасевски питанго една. Катарзично ширење и прочистување на ноздрите додека го читате. Едно 212 пати ќе вдишете, ќе издишете. Да. И на нос ќе ви излезат сите бели лаги, како вели Тасевски, бели лагички, на кои се навикнавме во нашето секојдневие, исто како да го чешаме задникот. А не е исто дали ќе го чешаш или, како беше, ќе го драпаш задникот. Тој не користи задник, користи газ. Мене не ми стои ни учителка, морам да внимавам. Ние, низ тие 212 страни, само малко читам да делам памет, докато овие парламент што читаат, нели, спремна, ночарите не ми се тука и само импровизирам читање, ништо не гледам. Може да доживеете најмалку 212 асоциации, виртуализации, флешови од сегашноста, од минатото. Значи, ќе продефилираат, не ги броев, ама безмалку 212 ликови до историјата. Од Моцарт, Бетовен, ќе осретнете Хитлер, Сталин, Ленин, не овој нашиот Ленин, македонскиот, оној рускиот Ленин. Музички звезди, подсетиме Дженис Джоплин, Елвис Присли, Гоце Делчев, музичка звезда.
Така да имате едно интересно читање кое бара тест на интелигенција, проникнување, читање меѓу редови, надредови, подредови, надреализам. Да. Врати ги парите. Да, врати ги парите тасиски. Имаме еден бемкаст нашинец. Во цела таа плејада на ликови имаме еден нашинец од бемка, мистер Бим. А имаме една нашинка, си ја протнал таму, наша светска. Повеќе ги има. Трагикомичен роман, црн хумор. Значи, јас ова го кажам како читаш, да се разбереме, не сум книжевен критичар и ми импонира што Саша ме повика да поделиме нашата читачка импресија. Црн хумор, поцрн и похумор здрави. Значи, ќе се смеете ред солзи, па ќе ви се онака, баш малку ќе ви биде непријатно ако сте гледале српски филм, ако не сте гледале, нема го гледате. Сите можни сексуални пореметености, да, значи фетишистички настроени, меѓутоа во сето тоа изникнува една одлична порака и лајт мотив кој се провеја на сите страници. Романот е фактички пародија на новиот милениум, овој 21 век, метафора на изместените вредности на нашето секојдневие. Да не е спомната локализацијата на романот Скопје, Македонија, ќе мислиш дека си негде Содома, Гомора, Вавилон, Рим, разврат, Готем Сити, Джокер ќе го видите одеднаш. Но се е во полза на позитивната критичка мисла. Нема позитивни ликови, се е деструктивно, бизарно, цинично обременето и така лесно уметнички скомпонирано во еден прозен дискурс со крим и фантастична приказна, со бујна мечта. Таква бујна мечта имаш, да и бујното попрсје на бабата на Кира Кекана може да ти позавити. Бујно. Да. Детективски роман и Спилберг ќе го видите, дури екстратерестријал ќе излезе од некаде. Очекував дека ќе излезе такво нешто. Леснотијата, таа леснотија со која што пишува е фактички негов трик на писател. Неговиот препознат лик вулгарен израз, како метонимија на вулгарното ни општество, во кое битисуваме до фекалии. Така лесно му оди опценоста да мислиш дека само Саша Тасевски пцуе со уметничка вредност во државата. Така е. А има книжевна вредност. Ова како читаш, затоа што добро знае да извлече пораката од ова цинично, перверзно општество, да ги поврзе сижените линии, да ги поврзе најнеповрзаните нешта. Тука е гениалноста. Затоа треба концентрација кога читате, нема спиење, будно читање 212 страници. Има богата идејна порака, покрај длабокиот песимизам и морбидност, дека ваквиот систем може да се поправи единствено само ако доживееме апокалипса. Значи, време е да се преиспитаме сите до каде ќе ни оди и дали ќе дозволиме мозоците да не се исушат како семка од праска. Главниот лик Кира, јас лично, пак ќе кажам, ова е моја импресија, како Македонија, и тоа ова Серер Македонија, ништо не ми да кажам Серер Македонија. Оставен од родителите да чува баба им. За своите само 20 години преживува терор и тортура од системот, а сепак жена која злато вреди. Расте со баба и Кекана која со голи гради, бујно попрсли така нечени, да кажам, цицки. Па може ќе ми пораснат до текна, ако повторам цицки, па може ќе ми пораснат. Па што? Па и ние учителките можеме, не ми смета кога свирам клавир. Само кога свирам клавир. Му ја одзема славата на идеолошки полудениот Серјожа. Русин со Сталин всаден во главата. Значи Матрикс Сталин. Кика за 20 години ќе преживи исто како да живеела 200 години и не можеш да не ја засакаш како лик. И покрај тоа што станува ладнокрвен убиец, ја знам како им било на времето на Достоевски и Расколников, како го доживувале, таа просто мораше да убие. Ја чува баба и Кекана и учи да се чува од зло и ја учи да се чува од мажи кои во жената гледаат, како да ги наречам сега, да не ми апелираат од вие од сексуални работнички, ба курви, брати. Ја учи да се чува од мажи кои многу лесно ги нарекуваат жените курви, и тоа оние жени кои помогнале во животот. Ја учи да пука на 12 години додека родителите бркаат кариера некаде низ светот, амбасадоруваат, ето така.
А има и такво нешто. Не се сомнеав. Од една дебелјуца станува згодница, значи градуира во низиниот живот, па пејачка, банкарски службеник, танчарка на шипка, влегува во опасни крими ситуации и приказни, вешта љубовница, не толку вешта да не стаде трудница после љубовница, па нели несреќна мајка, ќе си го изгуби чедото, лесбика, нема крај. И жена вредна злато. Ќе ја засакате. Во очите на бабата партизанка, која како орлеанка со голи град јуриша вели во канонадите на фашистичкиот режим и Хитлер, а поскумно ќе излезе од канализација. После да вадиш бабата од канализација, тоа е твој стил. Да вадиш таму од кај што не може никој ништо да извади. Нема секунда за станете со читањето. Ангажирано читање, 212 страници во еден здив. И тест за читање меѓу редови. Надреализам со нихилизам, трилер, хорор, крими, па на крај Спилберг. И во сите интроспекции, ретроспекции, сепак критиката на Сашо е директно упатена кон власта и системот. Тој се дрзнува да го критикува било кој систем и било која власт. Подобро полудете за да може да се прилагодите на 21. век. Ќе не полудат и во лудилото Горан Стефановски. Комунистите никогаш не сведочат лажно. Амин. Ништо потешко од умен, правдолюбив, но мек човек. Ништо потешко. Лудилото е само излез за итни случаи. Нема здрави, има само непрегледани. Луѓе што размислуваат, не можеш да мозеш. Има жени за кои вреди да почнеш 100 годишна војна, но и жени кои не вреди да ги трампаш за ладен помфрит. И Сашо Тасевски, ќе мораме на учениците во Корчагин да го споделам, ние обично учиме неологизми, нови кованици, нови зборови, а најдов твои тасевизми. И нема да мислиш дека ние преку тасето од тебе. Не, продолжи да се спрдачиш. Ебо парателно, имам 2 ученика тука, нека започнат учи од Корчагин, уши. Ебо парателно, ширигас, мозокојадец, клентузијаст, како клене секоја вечер, клентузијаст. Биди кратка и ебиточна. Ебиточна или ебиточна? Тасевски, само напред. Ова беше навистина импресивно и јас уживав додека го слушав вашиот говор. Ви благодарам за тоа што сте се потрудиле вака убаво да ни ја пренесете книгата. Можам да кажам дека беше доследно во духот и во стилот на јазикот на кој што е пишувана книгата, така што мислам дека читателите веќе со самиот овој јазичен приказ се заинтригирани и едва и чекаат да прочитаат книгата. Морам да дадам неколку забелешки на вашиот осврт. Именно самите ликови како што се опишани и во книгата и како што имавме сега прилика од овој говор да ги запознаеме, се доста живи, доста простодушни, ликови кои што се во чиста преобразба и некако од нас изнудуваат некоја нота на допадливост и наклонети им сме на ликовите колку и да се тие ликови во декаденција. Тие се ликови кои што немаат суети, кои што немаат изразено суперего, туку се онака баш ни се прикажани, ни се дадени на тацна. За книгата уште ќе зборуваат и 20 други промотори, значи Нада Малеровиќ и доктор Филип Петровски. Меѓутоа јас повторно ќе дадам предност на дамите, па затоа ќе повикам Нада да исто ни ги каже своите впечатоци од книгата. Повели. Дали добро? Добро вечер на сите. Многу ми е драго навистина што сум тука, не е ова клише, обично навистина сите така сакаме да кажеме, меѓутоа чест ми е што можам да зборувам и да дадам еден осврт. Татјана, мојата колешка, прекрасно го сето тоа опиша, разголи со прекрасни зборови. Навистина јас сега би одела малку да им оставиме и на нашите читатели да некаква провокација, да виде што тие натре ќе најдат и како ќе го протолкуваат. Ќе се обидам да бидам објективно во она што јас сум го напишала.
Значи, Сашо јас го доживам како смел и како храбар, уникатен писател, во стилот на пишување и изнесување на настаните, действијата и фактите од животот на луѓето и општеството во дадениот историски контекст. Тој не ги штеди читателите, ја изнесува содржината ни зборови што се брутално оригинални, вулгарни и што не секој од нас ги доживува како убави. Во контекст, кога имавме една заедничка среда пред сето ова, го прашував, му викам на Саше, најди ли нешто убаво да ми пренесеш во твојата книга? И тој се мисли, се нади, има и убаво, само ти потруди се ќе го најдеш. И јас го најдов, Саша, ама на кратки го кажа. Саша ни опишува некои луѓе, учесници во политичкиот естаблишмент, тајкуни, светски лидери низ историјата, за кои што Тања толку убаво ги споменуваше, ги именуваше, смело откривајќи ги нивните негативни карактери и злото што го нанесла низ историјата. Тоа не се проверни факти дадени во романот како историска вистина. Меѓутоа Сашо толку успеа многу добро, ќе успее толку добро да го убеди читателот во веродостојноста на истите. Главниот женски лик Кира, која што мене во еден вака свој дел на размисла, ме импресионираше навистина со нејзината сила. Сашо не ја опишува како еден женски лик кој што е необична, која што е многу храбра, страдалница, напуштена жена, која што го допира и дното на животот, меѓутоа потоа се секојаш како феникс или како се изтигнува над ситуациите и Сашо сака да ни ја прикаже како моќник и извршител на замислата за разрешување на негативните дела на луѓето кои го сквернават и го уништуваат општеството и светот. Ја нарекува жена вредна злато. Кира, рековме, ќе ги ликвидира сите и себе си, а на себе си ќе си остави величината дека таа всуштност на таков начин го спасува светот. Народот и за доброто, го прави за доброто на народ и на општеството. Земајќи улогата на ликвидатор, таа ги разоткрива и ги презира малограѓанштината, на која јас бев толку многу импресионирана од начинот на кој што Саше успеа да ја презентира во целата своја бедотија и во целата своја грдотија. Што ние како луѓе, како човечки суштества, нели, можеме да се представиме. Превртливоста, лакомоста, човечката алчност на луѓето од најразлична сексуална ориентација. Јас ќе ви кажам, писателот Саша Тасовски наоѓа начин да каже на читателот дека тие луѓе не се вредни или достојни да го живеат животот како што го одбрале. На крај мене ми даде дилема. Дали главниот лик, тоа што го се провејува како настани действија, дали е сето тоа вистина, дали тоа вистински го извршува, или мисли за себе си дека полудува и дека целата стварност се заменува со фантазија. Кира не може и самата да си даде одговор, а со тоа писателот и нас не остава во недоумица. Што ние ќе веруваме од содржината на овој роман Жена вредна злато. Твојата оригиналност, Саша, не замислува дали одразот на ликот на човекот е таков, како што го гледаме ние. Или ти си успел да продереш толку најдлабоко во изопаченоста на човечката душа. Тие луѓе за обичниот читател како мене се непознати. И ме ставаат во недоумица да се прашам дали се вистините. Зошто Кира е вредна злато, жена вредна злато? Затоа што во околностите и личностите кои што ја окружуваат, ја отфрлуваат, ја уништуваат и незината љубов, и незината рожба, каде што ја носат во пеколот, каде што таа навистина станува жена роб и ги доживува најголемите понижувања човечки, женски и така натаму, а таа и понатаму ќе плени со својата сила, видиш како сум нашата позитивна, да извлече од застрашувачките страдња и да го продолжи животот како жена од високото општество. Безвременскиот лик кој што се појавува во романот е многу интересен, за мене загонетен и ми требаше време малце да го дешифрирам, што е тој, кој е тој, што сака,
Па си го крстив ја како можеби историјата или човечката меморија. Јас така си го и протолкувам. Тој ги воочува и разрешува историските неправди, овој безвременскиот лик. А пак таа благодарение на својата интелигенција ја воочува неговата забеганост и го ликвидира со помисла дека го спасува човештвото. Би сакала, Саша, да ми одговориш во некоја твоја народна книга, која што ја очекувам многу брзо, затоа што знам дека си еден од најчитаните автори и секоја чест за сето тоа. Јас многу пати сме разговарали и ти симнувам капа на целата твоја импресионираност, мотивираност да создаваш и да креираш и да оставаш на сите нас овде. Меѓутоа би сакала во некоја нова книга да ми кажеш, да напишеш доколку сакаш. Каде во животот ја наоѓаш убавината во луѓето, во заедницата, во општеството и во светот? И сега, на крајот што сакам да кажам? На книгата и постакувам безвременост. Безвременост. Може би е тешко прашањето што го поставувам. Значи, на крајот, ова се моите навистина искрени желби. Велам вака, на книгата и постакувам безвременост. Живот на филмското платно или во театарот, како поука, какви луѓе не треба да бидеме и да осознаеме какви луѓе има околу нас. Ете, јас таква поука си извлеков од сето ова. Ти благодарам, ти посакувам на вистина успеси, живот долг и она што вистински го посакувам, живот на платно. И преведено на многу јазици, затоа што луѓето надвор од Македонија, надвор од Европа, во светот мислам дека многу повеќе ќе бидат импресионирани од сето она што си го понудил во овој роман. Затоа што за нас можеби веќе е живеано. Благодарам. Убавата во тоа да имате неколку промотори што можете да ја видите субјективната перспектива на секој од нив и да видите колку во сушност различни читатели можат да дадат фокус на различни нешта, меѓутоа сите тие нешта на кои што се осврнавме вечерва се навистина релевантни и ја прават содржината и суштината на книгата. Ова беше еден објективен, научно да кажем објективен пристап и исто толку импресивен како што беше и претходниот. И еве авторот доби едно сугестивно прашање на кое што ќе има прилика да одговори во својот завршен говор, односно после доктор Филип Петровски, кој говор го најавувам сега. Повелете. Добро вечер на сите. Сашо, благодарам за изворената можност што ми ја и чест што ми укажа да ја промовирам, туку да зборувам за оваа книга, која што ме радува што ја гледам во рацете на многу луѓе вечерва тука. Јас имав чувство дека кај нас во Македонија слабо се чита. Се надевам дека ќе бидам демантиран и дека оваа книга ќе биде бестселер. И таа ги има сите елементи да биде бестселер. Има една приказна која што ако ја читаме во пета брзина или за една вечер, тие 212 страни, приказна која што е забавна, приказна која што е чудна, приказна која што ве вовлекува и не ве остава додека да изчитате. Меѓутоа, овој роман нема само една димензија, овој роман има многу димензии и тие ќе се откриваат веројатно во повеќе наврати и во повеќе читања. Јас, например, сметам дека имаш еден изразен, силен, интелектуален крик, што си го замаскирал во една приказна, за да не го видат лесно и за да се помачат тие што ќе ја читаат, силен интелектуален крик против се она што ни се случува. Не во политичка конотација, да не бидам разберен со етикета врз тебе или за книгата, туку во конотација назовам политикон, дека она што ни се случува не уништува. Ти си го побарал одговорот, ти си го нашал, односно го нудиш на тие што читаат преку бактеријата која што го јаде мозокот на сите тука. И не си далеко од вистината. Овде некаква бактерија на вистина го јаде мозокот.
и го спушта критериумот. Ти си дал свое мислење, прилично жестоко се пресметуваш со се она што не ти се допаѓа, и тоа е вистинската улога на еден интелектуалец, да се спротивстави, да каже не, ова може на друг начин. За жал, во оваа држава има заговор на медиокритетите и ќе имаш многу голем проблем. Еве ќе кажам една приказна од нашите разговори. Ние водевме серија на разговори во врска со оваа промоција, меѓутоа и за неговите други романи, кога те собрале у станица на разговор. Треба да знаете зашто и како тој толку добро знае и пишува во неговите романи. Се работи за друг роман, Угурсус, за рецептот за динамит, како се прави. И ти си им кажал, па знам, на интернет пишува. Но, таа карактеристика ти останува во сите романи, се гледа дека иако имаш прекрасна нарација, ти не импровизираш, ги проверуваш работите. Зборувавме и за пеперутка, како така пластично го објаснуваш моментот кога се другираат со хероин на игла. Тоа не ми беше јасно и те прашав. Ми рече дека си прашал вистински зависник и ти објаснил како тоа на вистина се прави. Значи, може да е фантазија, меѓутоа може и да е реалност. Јас се плашам дека колку да делува фантастично ова, има многу повеќе реалност отколку што сме склони да видиме на прво читање. Затоа се навраќав и разговарав скоро за сите глави и од оваа книга, односно овој роман со авторот, уште додека беше во фаза, да. Ќе бидеш жив, за жал се сомневам дека ќе биде ова екранизирано, се сомневам дека ќе биде драма, овдека конјунктурата не може да се критикува сама себе. Се знае дека уметноста во Македонија е контролирана од корумпираните политички елити, при тој исклучок не правам од ни една политичка елита. Секоја политичка елита сака да има послушни уметници, ова не е послушно, ова е спротивставување и се надам дека времето ќе ме покаже дека сум погрешил. Меѓутоа ќе те притискаат, ќе те тргаат на страна и ти имаш само еден можен пат. А тој пат ќе ти го даде оваа публика како одговор. Таа ќе стои позади тебе, ќе бидеш најчитан и ќе се зборува, иако не е екранизирано, ќе се зборува повеќе од екранизирани дела кои што не вредат ништо. Уште една работа, се разбира, многу е тешко после двете дами, после овие две жени вредни злато да се зборува. Се разбира, многу добар наслов, одличен наслов, и тој наслов ми се чини дека важи за сите жени и тука присутни. Ти си сакал да ја поставиш жената на пиедестал. Ова е наше конзервативно општество, жените за жал се уште се борат да не бидат етикетирани. Нема да ги употребам зборовите од книгата, но мислам дека жените драматично, брзо успеваат, а ти со овој наслов, со овој твој потфат, само помагаш во тоа да се создаде едно општество еднакво и вредно за сите. И да, ја мислам дека жените треба да се хвалоспеваат и обожуваат на овој начин. Жените. И последно, јас открив една врска со друг роман, твој. Сакам да ги заинтересирам присутните дека треба да ги прочитаат и другите романи. Не знам дали е случајно или намерно, тоа ти ќе кажеш, меѓутоа твоите романи се поврзани. Кира се родила дента кога е извршен атентатот на Киро Глигоров, кој што во Угурсус на нас не го опиша дека се случил случајно, поради тоа што Угурсус се изнервирал, што тој што поминал со Ами О, со спачекот со Ами 8, клюкнал на нога и овој отишол му ставил експлозив и дигнал све во воздух.
Да, колку е ова нереално, толку е и реално. Поврзаните се, за мене се предизвик за читање и да ми ги дадеш и другите што не сум ги прочитал затоа што никаде ги нема. И да објави ги уште еднаш. Еве, до издавачот препорака дека треба и другите романи да се објават и да се читаат. Благодарам. Благодарам и за овој говор. Јас нема да реплицирам ништо заради тоа што мислам дека реакцијата на публиката беше доволна оценка за вредноста на овој говор. Само ќе го најавам нели Сашо, кратко да се обрати нели на публиката и да го слушнеме за последен пат што има да каже во книгата, бидејќи нели се што има да каже за книгата веќе каже доволно и мислам дека од сега па натаму ќе треба да пуштиме публиката повеќе нели да интерактира со нас и да ги кажува низините впечатоци за книгата. Повели се. О, жено вредна злато. Прво да ви се заблагодарам на сите вас, драги пријатели, читатели, што дојдовте вечерва во Драмски. Голема чест за еден писател да види толку народ. Немам зборови на вистина, тоа не се опишува колку и да човек сака. Во моментов имам и друг проблем, малце и трокирам, затоа што денеска ми беше стварно напорен денот. Сакам да се заблагодарам до моите прекрасни промотери, кои што навистина ми излегува во пресред. Ја прочитаа книгата, разговаравме неколку пати и навистина она што го кажа е на место, јас се согласувам со сите нив. Многу ви благодарам уште еднаш. И благодарам на Магдалена, модераторката од Икона, која што влезе во овој проект максимално ангажирана, како да се работи за незино дете, а не за мој роман, нели? Благодарам Магдалена. Им се заблагодарувам на Икона, кој што видоа свој пулен, нели, во ова дело и се надевам дека ќе соработувам и понатака. Значи, оваа книга од утре веќе ќе биде на полиците на книжарницата Икона. Сакам да им се заблагодарам на моите пријатели, Ангела, една жена со прекрасен златен глас, Огнен, маестро Огнен, познат музичар, 3 доктората за музика има, не му ги бројам више, и финансискиот гуру македонски Сашка Длака, која што во меѓу време мислам сака вака и да пее, затоа што учела средно музичко, па свири и виолина. Ви благодарам многу што ми излеговте у пресред и вие. Му благодарам на Зоки Промис, ако е тука некаде, кој што ми он на свој начин ми помогна во оваа промоција. Им благодарам на Драмски театар, кој што ми излезе во пресред инфраструктурно, така да ме потрчи. Мора бе, директор им бе. Ама затоа ги слушав кога бе, затоа се они вака ми прават услуга. Не се знае, некоја партија ако дое на власт. На Дуи да ме навестат на власт. Да, мојата партија. Да, мојата партија. Да, не ја кажувам како се вика. Да, Коалиција за успешен развој или КУР. Да. Да. КУР е во вашите раце. КУР стои секогаш зад вас. КУР за живот во Македонија. Трудно. Инаку да одговорам само едно прашање да што ме поставија, значи јас лично сметам дека, пази сега, не се сметам за добар писател, ја воопшто работеве што не се ни сметам за писател, затоа што јас пишувам од хоби, пишувам затоа што ми е забавно и сега после тоа кој ќе го издадам ми е само како некој логичен след на настаните, нели? Сериозно, не се сметам ни за писател, ни за добар писател, сериозно. Меѓутоа ете си има моја публика која што ме чита, не би. Сакам да кажам дека апропо прашањето, тоа не знам, апропо прашањето што ми го постави. Јас сметам дека добрите писатели не треба да праќаат пораки. Тоа го прават само лигавеш писатели. Така, ко Коелјо, ко тој, како се вика, Робин Шарма, ко овој нашиот за врвови што збори за стравови и така. Значи, јас сметам дека вистинските писатели пишуваат отворени дела, кои што може да ги толкува секој како сака. И
И ако има некоја порака во моите дела, таа порака е како овие рекиве што понираат. Значи, туја има, туја нема. Или ако ја има на еден пол, ќе излезе на следното место сосема спротивен пол. Мислам онака. Така ги гледам и моите книги, и затоа никогаш, онака што викаат промотерките, или промотерот што ми рече тоа, кога седнавме пред 2 дена, што Крајов, викам, што сакаш да кажеш на крај, викам, ако ти кажам дека знам што сум сакал да кажам, ќе ти излажам. Оставам така луѓето, читателите сами да си донесат свој заклучок. Ви благодарам многу. Јас ќе седнам тука, ќе се доподпишам на сите што имате книги, а вие кој може тамо нека, мислам, чала брцнете нешто винце ово на Кока-кола тамо. И стварно од срце ви благодарам што дојдовте на промоција во толкав број. Гордост е да се има ваква публика. Хвала. Че ви се нозете нека.